Добро вечер, се гледа крајот на 23-та година. Секогаш со надеж дека чекаме подобро време. Но, изјаловени европерспективи, највисока инфлација, корупција на кило, криминал на големо, суди без интегритет, образование за полуписпени генерации, амнестирани за Скопје 2014, грабежите во Телеком, за прислушувањата, за насилништвото. И натаму се чудиме како ни се случи Палчо и свирепоста, двојното убиство. Нема терапија на онкологија, но има трансплантација на срце. Недоправен пат за Охрид, нетрасирана магистрала за Кичел. Се уште се прашуваме, кога, како и со кого, Хидро-Чебрен. Не достига работна сила, но врие по кафулињата. Мали плати, но и мајстори на диво. Ако продолжиме, ќе убиеме надежта. Преклани беше плацот кај Холидеин, денес атак врз Европско Скопје, кај Елумина. Утре се парцелите на Треска. Замислете си го Дубај, со бедуински кампуси, Њујорк без Менхетен. Сите складираат злато, ние не го чекаме и не го сакаме и ловица. И покрај се, има профитабилност, ноу-хау, со способните менеджери и младите IT сидра. Колку да знаеме дека ништо не знаеме, што умееме, а всушност и што пропуштаме. Следува време на вештачка интелигенција. Колку сме, толку сме, толку сме, ќе каже Гане Тодоровски. Без упорност и истреност ќе се откажав и ќе се вратев, бидејќи речев едноставно не може, тешко е, не знам дали ова ќе успее, трошиме пари, меѓутоа кај мене тоа не е случај. Јас верувам дека успехот доаѓа ако играш на долги стази, не на кратки, и дека вистинските херои се покажуваат во истрајноста. Секој треба да биде елита во нешто што се нарекува потполно задоволство на клиентите, пружање на перфектна услуга, пружање на максимумот кој што секој од нас може да го даде. Скопје, Приштина, Мајами, кој е ритамот на деловниот ритам на Коскарова? Ако не најдеш начин како тоа да го катализираш и секој утро да почнеш со позитивна мисла, мислам дека многу брзо она што викаат ќе прегориш. Скапиот автомобил е престиж, луксус или... Ако земеме во една агрегирана состојба, вкупната просечна старост на нашиот возен парк во државата е 19,5 години. Усвоен буџет, дали по изборната година ќе се отворат сефовите за расипничко трошење? За одржлив раст е невозможно без она што спомнав преди. Антикорупцијата и владењето на правото. Тоа е одрживо и зголемува двојно стапката на раст во нашата технологија. Двојно. Инфлацијата само е притаена. Дали светот ќе влезе во нова рецесија? Кај нас секое зголемување на јавните инвестиции, јавниот долг предизвикува стиснување на приватниот сектор. Значи не го вклучува. Имаме голема миграција. Државен завод за ревизија ги објави бројките кои се поразителни за нас, дека под 1,5 милион жители на среден рок ќе се намали нашата земја. Тоа ќе има определени реперкусии, значи мора да се подготвиме за тој период. Нашиот капацитет за спроведување на капитални инвестиции е многу ограничен, верувајте. Амбициозна, одлучна, храбра, работлива и креативна, женствена, со совршен изглед и стајлинг. Живее на 2 континенти. Пред 4 години влезе во групата на Forbes на 30-те надежни деловни лидери во светот. Тоа го пишуваат за не. Таа за себе вели дека станува во 7 часот. Има личен тренер, ужива во патувањата. Сака да се среќава со познати предприемачи. Се представува како Аријана Коскарова, предприемач, основач на Creative Hub. Прв пат со неа разговарав во октомври 2021. Пред речиси 2 години. Се сретнавме неодамна тука, во Александар Палас, кога ги собра на едно место сите нови ликови од дигиталниот свет. По годишнината на малата и просперитетна фирма, што ја води со својот брат. Евеа во пред новогодишното гостување и интервју во новото издание на Трилинг. На самиот старт, што се смени во последните 2 години? Последен пат во Трилинг бевте во октомври 2021. Кој е рецептот на успехот? Многумина велат дека патот до врвот е поплочен со голем број на предизвици. Точно, да. Мислам дека истрајноста, упорноста,
Се согласувам, значи ние лицензата добивме сега во септември 2023, а всушност процесот го тераме уште од февруари 2022, значи некои 13 месеци, буквално сме во процес на лиценцирање. Кој отворил компанија, кој се преселил во Америка, знае колку е комплексно и тешко да се добијат документи, прво нормално за мене како собственик на бизнисот, после тоа и за компанијата. Без упорност, истреност, ќе се откажав и ќе се вратев, бидејќи речав едноставно не може, тешко е, не знам дали ова ќе успее, трошиме пари, меѓутоа кај мене тоа не е случај. Јас верувам дека успехот доаѓа ако играш на долги стази, не на кратки, и дека вистинските херои се покажуваат во истрајноста. Скопје, Приштина, Мајами, кој е ритамот на деловниот ритам на Коскарова во еден ден? Деловниот ритам, многу интересно, станувам во 5 наутро. И најпрво почнувам со пишување на благодарност за претходниот ден и си го креирам новиот ден. Тоа ми е еден ритуал на катализирање на моите мисли, бидејќи како предприемач имаме огромен притисок и огромен стрес во текот на денот, нормално за да постигнем резултати, работа, комуникација со клиенти, со колеги, и ако не најдеш начин како тоа да го катализираш и секој утро да почнеш со позитивна мисла, мислам дека многу брзо она што викаат ќе прегориш. Така што јас себе најдов еден таков ритуал, после тоа одам да вежбам и почнува денот. Неодамна прочитав дека ве мотивира стравот од неуспех, но и неуморната желба за создавање кога во вас доаѓа до израз лавот, борбеноста. Кога за вас е најголемиот предизвик? Кога имате идеја или кога почнувате со реализација на идејата? Не, па една идеја, ние на дневно ниво имаме милиони идеи како луѓе, нормално, значи идеја ти дошла, како ти дошла така може да се замине, ако не направиш ништо во врска со тоа. Мене она што најмногу ми се допаѓа и кога еве сега гледам на секој нов пазар, пристапот, моментот кога се да стигнеме до првиот студент. Тоа е она што најмногу ми е возбудливо. Знаеш како и најголемиот успех ми е првиот студент. После првиот студент, ако ти си добар, ќе има и втори, трети, четврти и така натаму. Меѓутоа, тешко ќе првиот, најпрвиот човек што ќе ти даде доверба во тоа што ти го нудиш како услуга. Така што мене највозбудлив дел од целата приказна ми е буквално почетокот и она да стигнеме до првиот студент. Creative Hub, продажба на памет, едукација на млади. Што е предизвикот? Многу убаво не дефинираше. Предизвикот е да создадеме вештини кај овие луѓе, за утре да можат да се чувствуваат сигурно на пазарот на труд, да аплицираат, да добијат работа и да се чувствуваат задоволни во своите кариери. Едно е да имаш работа, друго е да имаш кариера. Сите ние се стремиме како луѓе да имаме кариера, нешто што ќе не исполни, нешто што едноставно ќе бидеме, ќе се чувствуваме дека горди на самите себе, дека сме постигнале нешто, дека секојдневно нешто правиме професионално. И нашиот најголем предизвик е на тие луѓе да им ги дадеме вештините за да можат да стигнат до таа гордост на крајот. Македонија и светот се повеќе и забрзано се дигитализира, но веројатно тоа е почетниот стадиум на новото време. Во Америка сте сведоци на нови револуционерни проекти. Се почесто се зборува за вештачка интелигенција. Дали се ќе се промени до тој степен дека да нема потреба од луѓе, дека всушност роботите ќе го заменат човекот? Не, види, ние и сега користиме вештачка интелигенција во дел од процесите, ChatGPT го користиме на работа, особено и сега во Америка. Меѓутоа, види, мислам дека има тука грешна категоризација. Вештачка интелигенција за автоматизација на процесите. А ти ако не ги дадеш насока, значи пак мора некој човек да даде насока што сакаме нас вештачката интелигенција, нели да ни даде како решение. Повторно мора тука да има некој кој што ќе ги даде насоките. Таа вештачка интелигенција е всушност билдана со наши информации, нели информациите кои што ние сме ги ставиле онлайн. Така што јас би рекла вештачка интелигенција ќе ги автоматизира, ќе ги упрости некои процеси. Меѓутоа повторно ќе мора да има луѓе кои што ќе треба да раководат со тие процеси. Не мислам дека ќе одиме на ниво каде што буквално ќе се нема да има потреба од луѓе, не треба, мислам дека
никој да се плаши од тоа, бидејќи повторно некој мора да менаџира и да управува со тие процеси и да даде насока што сакаме да добиеме. IT индустријата во Македонија стана важен нето извозник. Дали се повеќе се оди на информацијските технологии? Да, понешто го гледаме како тренд. Оваа година гледам дека најактуелно е софтверско тестирање, најактуелно е фронтен програмирање. Тоа кажува дека голем број на луѓе кои што сакаат да променат кариера, првиот избор им е IT или фронтенд или софтверско тестирање. Можеби некои полесни гранки за да влезат на некој начин да пенетрираат на пазарот, но дефинитивно после тоа верувам дека истите тие луѓе би се надоградиле со други програмски јазици, бекенд програмирање, бидејќи нормално колку повеќе знаеш, колку повеќе ќе влезеш во професијата, толку и се повисоки шансите за поголема плата и успех. Меѓутоа, дефинитивно она што го гледаме како прв избор на студентите кои сакаат да се преквалификуваат, а тоа се студенти кои што доаѓаат кај нас, се софтверско тестирање и фронтен програмирање. Коскарова, дали е можеби заблуда или предност што се повеќе млади одлучуваат да заминат од Македонија и што е за нас предноста? Дали европскиот пазар е попримамлив или можеби американскиот? Види, јас сум живеела и во Европа, и во Монако, и сега и во Америка, а разликата е што во Америка имаме ние цел континент кој што е еден пазар, значи не може да се спореди. Во Европа, кога би сакале да отвориме во секоја земја, сега јас нели настапувам од предприемач, на секоја земја е различен јазикот, значи нови закони, различен јазик. Америка го добиваме сето, тоа е еден огромен пазар, само со една лиценца на некој начин. Така што за нас не мислам дека треба еден човек, еве и јас, значи во Америка сум, меѓутоа живеам на релација Македонија, Мајами. Така што не мислам дека ние треба да размислуваме, окей, некој ќе се пресели и толку сега нема да се врати во Македонија, раскрстил. Мислам дека треба да се стремиме кон тоа да коегзистираме. Значи јас создавам во Америка, сакам да играм во прва лига, меѓутоа исто така не го занемарувам и бизнисот во Македонија и во Косово и нормално дека сега кога имаме бизнис во број еден земја во светот, тоа ќе позитивно ќе ги повлече и другите пазари. Така што мислам дека решението не е да се откажеме или да избереме едно, туку решението е да коегзистираме, бидејќи тоа е мислам дека најголемата придобивка на 21 век. Следите предновогодишно издание на Трилинг, гостинка во емисијата Аријана Коскарова, еден од основачите или коосновач на Creative Hub, кога еден ден би биле политички лидер, што прво би смениле во државата? Прво мислам дека би го сменила образованието. Мислам дека ни е западнато на историски најлошо ниво, бидејќи не можеме ние да бараме успешно општество кога нашите луѓе немаат вештини, кога нашите луѓе не се професионално задоволни, ниту пак имаат насока, едноставно секој гледа да си оди од државата. Првото нешто што треба да направиме е да ги обучиме со квалитетни вештини луѓето во оваа земја, а потоа нормално да воспоставиме процеси каде што истите ќе бидат задоволни да живеат тука и да имаат убав живот. Може ли да бидете футуристи до тој степен да оцените кои се предизвиците пред кои стоиме, пред кои сме исправени во наредниот период? Мислам дека Македонија е справена пред премногу предизвици. За жал, нашето општество, иако мислам дека од времето кога после Југославија, мислам дека бевме една од земјите кои што беше некако најперспективна, најмногу имаше шанса за еден убав живот, за едно убаво општество. Сега некако мислам дека сме една земја каде што секој буквално вика како да си отидам од тука. Многу работи треба да се средат, имаме проблеми со здравство, со образование, системски. Државата мислам дека не функционира како што треба да функционира за еден човек да си има еден убав живот, да си е горсто живее тука. Нормално јас сум горда што сум македонка и тоа секогаш го кажувам, меѓутоа искрено жалам за се она што ни се случува како општество и тоа е поразително. Коскарова, уживате во животот или сте роб на работата? Не, јас уживам во животот. Верувам дека работиме за да уживаме, а не другиот дел. Меѓутоа, нормално ме исполнува. Мене, мојата кариера, јас не ја гледам како
нешто што морам секој ден да го правам и тоа има од 9 до 5 едноставно. Срекна сум, тоа го кажав и на настанот, срекна сум бидејќи јас буквално навистина го живам сонот и тоа искрено го мислам. Значи мене мојата кариера, мојот живот, Creative Hub од Македонија, мене ми дал можност да живеам во Мајами. Тоа е, мислам дека еден огромен успех кога сам на себе ќе можеш да си го кажеш и да си го дозволиш, и тоа си го направил сам во компанија која што спомена на почетокот, пред 6 години била стартап. Пред 6 години не сме имале ниту еден студент. Така што премногу сум горда, срекна што го живеам сонот и што сама сум си овозможила да го живеам сонот, а дали е можно од Македонија? Можно е, бидејќи јас сум пример за тоа. Модата како екстраваганција, опис на карактер или стил на живот? Па, мене ми е стил на живот. Не сум роб на модата, меѓутоа сакам да изгледам убаво. Мислам дека секоја жена сака да изгледа убаво, нели тука не е женственоста. И искрено јас сакам убаво да се чувствувам во тоа што го носам и мене ми е, мислам дека едно обележие на самата себе. Која дестинација ве одмара најмногу? Верували или не, Мајами, бидејќи сега сите што биле во Мајами знаат дека нормално да живееш покрај океан, да можеш да трчаш покрај океан, навечер да се шеташ на Venetian Islands. Едноставно, кога сум во Мајами, многу повеќе се одмарам, него ли тука. Тука некако се ми е на брзина да се видам со луѓе, со ова, со тоа. Меѓутоа, верували или не, мене Мајами најмногу ме одмара и одвај чекам да си одам да се одморам една недела. Како го правите балансот помеѓу приватниот и деловниот живот? Повторно ќе кажам, треба да коегзистираат, меѓутоа најдобро се прави балансот, добра организација, затоа и од Сабајле се креира денот, се планира и со добра организација може буквално се да се скоординира. Како ви завршува денот ако денот ви почнува во 5 часот? Па, обично, ако немам некоја бизнес вечера или ако не е нешто за викенд, каде што сакам така малце да излезам и да се релаксирам, најчесто денот ми завршува околу 10 или 11 навечер, или со гледање на некој филм, или со читање на книга, или со некоја прошетка. Кога сум во Мајами, секогаш се шетам на тие што ги кажа Venetian Islands. Едноставно, убав воздух, чист воздух, убаво ми е да гледам убави куќи, убави луѓе. И тоа ме исполнува и едноставно се викам, леле, колку сум благодарна јас што имам можност да го живеам ова секој ден. Коцкарова лик кој зрачи со борбеност и оптимизам, колку во денешно време дома, во светот, може човек да биде оптимист и среќен човек? Па човек мора да биде оптимист, Чомовски, затоа што тука правиме ако сме песимисти. Се замислија секој утро се будам и викам, денеска е загаден воздухот, денеска не функционира системот, денеска не е добро. Само јас ќе бидам со негативна енергија. Ние мораме секој утро да го почнуваме со позитивна мисла. Денеска беше прекрасен ден. Денеска запознав прекрасни луѓе. Денеска добив преубави пораки. Денеска ми се остварија некои работи кои што сакав да ми се остварат. Мораме така да го почнеме денот. Бидејќи ние сме си начин на кој што размислуваме или може да ни биде најголем борец или може да ни биде најголем непријател. Меѓутоа ние самите се си правиме на себе. Сега од Сабајле избираме што ќе правам јас, ќе се полнам со негативна енергија или ќе се полнам со позитивна енергија. Затоа ние мораме да бидеме оптимисти. Нема друг начин да преживееме. Мораме да бидеме оптимисти. Кој настан за вас лично ја одбележа оваа 2023 година? За мене лично, па тоа беше можеби првиот настан во Мајами на кој што бев спикер. Инфобип конференција, на голема IT конференција. Многу ми беше голема чест што ме викнаа да бидам спикер, единствена од Балканот и да ја раскажам мојата приказна. Така што мене лично тој настан во Мајами ми ја обележа годината, бидејќи на некој начин ми е првата валидација. Ние се уште немавме ни почнато, а они ме поканија поради нели се друго што имаме направено, така што лично тоа ми се допадна. Меѓутоа исто така, сега да се навратам, на крајот на оваа година, тоест пред една недела, го правевме и настанот во Александар Палас, 6 години по повод Creative Hub, и правевме еден во Приштина претходно,
каде што имавме огромен број на гости, навистина еден гала коктел настан, кој што мислам дека ќе го памтам цел живот, вие ни бевте гости, така што ви благодарам за почита. Кој е најголемиот предизвик за 2024 за Аријана Коскарова на крај? Најголемиот предизвик ние првиот студент во Мајами, бидејќи сега почнуваме официјално, а брат ми е веќе таму, така што најголемиот предизвик е да успееме да имаме една профитабилна прва година во Америка и после тоа мислам дека можеме да се стремиме кон други предизвици. Ви посакувам среќна и успешна 2024 година. Ви благодарам што бев ваш денешен гостин. Следете разговор со Аријана Коскарова, една од основачите на Creative Hub. Долги години е во автомобилскиот бизнис, постојано е присутен во јавниот живот. Многу често знае на социјалните мрежи, на својот профил да објави и да се тагира во Прага, Виена, Лондон. Тој е еден од најпознатите македонски менаџери. Мусунски, Volkswagen, Audi или Porsche? Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Volkswagen комерцијални возила и Шкода. Што пред се преферирате да возите? Во принцип преферирам да ги возам возилата од премиум сегментот, меѓутоа воопшто не се срамам да седнам во Шкода или во Seat затоа што имаат прекрасни нови модели. Бизнис елита. Што значи за вас бизнис елита? Мислам дека терминот елита е воопшто претеран, барем во наши услови овде, не само во Македонија, туку и во поширокото опкружување. Секој треба да биде елита во нешто што се нарекува потполно задоволство на клиентите, пружање на перфектна услуга, пружање на максимумот кој што секој од нас може да го даде. И јас само така ја гледам елитата, никако на друг начин. Ако е претерано да зборуваме за бизнис елита, постои ли во Македонија Jet Set? Jet Set е една креација, една творба пред се настаната во Соединетите Американски држави или можеби во едни делови на Западна Европа. Мислам дека вистински Jet Set, како што се навикнати луѓето да го гледаат на телевизија, се уште немаме. Каков е возниот парк на бизнис заедницата? Еве да не го употребам зборот елити. Што преферираат да возат, лимузини или джип? Би рекол многу разнороден. Тие што можат да си приуштат да имаат и SUV возила, значи джипови популарно наречени, и лимузини, уживаат во тие бенефити, заради тоа што во различни временски услови, климатски промени и така натаму, секој возило има своји погодности, да речеме. Меѓутоа, главнината од бизнисмените во Македонија преферираат се уште лимузини. 2022 година имало остар пат на една од најсилните гранки германската економија, автомобилската индустрија. Годинава ја завршуваме и е забележан силен раст на производството на автомобили. Може да кажете вие лично и генерално дека во автомобилската индустрија 2023 беше успешна година? Па ако можеме ние како една мала компанија да бидеме барометар, Porsche Македонија оваа година ја заврши исклучително успешно со просечен раст од над 50%. Тоа секако дека се должи на стабилизација на производствата кај фабриките кои што се занимаваат со производство на автомобили, стабилизација на глобалните ланци за снабдување и покрај сите потешкоти кои што се јавија во минатото поради ковид пандемијата, поради недостатокот на микрочипови, поради војната во Украина, сега гледаме мирни води едноставно и сметам дека оваа година не е некој репер за да се оценува вкупно развојот на автомобилската индустрија во иднина. Следната ќе биде. На што се должи растот на цените на автомобилите во ситуација кога имаше првични најави дека цените на возилата ќе паднат? Дали е тоа како резултат на недостиг на микрочипови, на електрификацијата на возилата? Идеално сценарио за секоја индустрија е намалување на цените на репроматеријалите и суровините, што би предизвикало и намалување на цените на конечните производи.
Меѓутоа, историјата покажува дека во автомобилската индустрија никогаш не било така и возилата никогаш не поевтинувале досега. Како резултат на глобалниот раст на цените на суровините и репроматеријалите од над 30%, кои што се главен инпут во автомобилската индустрија при производство на секој автомобил, нормално дека кај сите конкуренти цените во принцип во последните 2-3 години се качија за околу 30%. Сега и употребуваните возила го следат секогаш тој тренд, па порасна и цените на употребувани возила. Меѓутоа, и најрезистентниот систем не може да одолее на едни такви инпути и да ја спаси ценовната структура на своите производи. Така што цените мораат да одат горе, не верувам дека ќе паднат во блиска перспектива секако. Меѓутоа, тоа што е интересен феномен е во услови на зголемени цени, многу изострено чувството на клиентите каде ќе ги вложат своите тешко заработени пари. И тука Volkswagen групацијата дефинитивно профитира, затоа што Volkswagen се смета за така наречена златна валута во автомобилскиот свет и заради својата повторна продажна вредност, заради својата трајност и заради побарувачката на пазарот и во вториот и во третиот сегмент, Volkswagen профитираше од појавата. Дали возилото или скапиот автомобил е престиж, луксус или потреба? Или пак последното дека луѓето имаат премногу пари, па ги инвестираат во автомобили или недвижности? Ќе ја земеме на повик, ќе ја повикаме, да речеме, на помош статистиката, која што вели дека врз база на расположливите податоци, дека над 80% од возниот парк во Македонија е постар од 10 години. Ако земеме во една агрегирана состојба, вкупната просечна старост на нашиот возен парк во државата е 19,5 години. И сега, само од последните години, ако ги земеме податоците, односно односот на увезени половни наспроти нови автомобили, тој изнесува 5:1. На 5 употребувани автомобили се увезува и продава еден нов. Дали сме богати? Дефинитивно сме богати. Заради тоа што семејство кое што по структурата на приходите му припаѓа поло, сега се вози во многу употребувано Ауди. За жал се прават огромни компромиси врз безбедноста на возилата, недоволно често и ревносно се менуваат безбедносните компоненти кои што веќе се дотраени, а да не зборувам дека над 90% од увезените возила немаат катализатори и покрај тоа што биле произведени со катализатори во тој момент, што директно влијае на амбиенталниот воздух и природата. На сцена е големиот процес на трансформација. Тесла, пред Volkswagen, хибридот веројатно се повеќе ќе доминира во наредниот период. Но од друга страна, одредени анализи на кои најдов, а се точни, ќе ги прочитам низ неколку наслови кои ги пронајдов. Ауди повлекла 100.000 електрични возила во САД. Toyota пред неколку години повлекла 2,4 милиони хибриди поради проблеми со системот. Убава споредба, дефинитивно, и сега тука имаме концептуални разлики. Без тие концептуални разлики да ги земеме предвид, ќе имаме една многу искривена слика за директната споредба Tesla-Volkswagen. Tesla е една технолошка и податочна компанија, која што автомобилскиот хардвер го третира како нужно зло. Значи, би можеле да речеме дека Тесла е софтвер на тркала. За разлика од тоа, групацијата Volkswagen со своите над 670.000 вработени ширум светот, суверено владее со автомобилскиот хардвер. Нормално дека ги прифаќаме новите технологии. Volkswagen формираше пред неколку години фирма за софтвер во која што вложи 15 милиарди евра, така што тој геп со Тесла брзо ќе го надоместиме. И ако за Тесла може да се каже дека е трендсетер во некои дејности, за Volkswagen може да се каже дека токму тоа е системот кој што ќе ги демократизира сите технолошки иновации и електричните возила заради тоа што ќе ги направи најшироко достапни на сите клиенти. Околу реколите, така наречени, или повратот на возила, се работи за нови технологии
и тоа треба да се очекува. Затоа што главнината од тие повикувања назад на возилата се поврзани со софтверски багови, кои што во главном кај електричните возила се занимаваат со термалниот менеджмент на третирање на батеријата. Секако дека како ќе напредува технологијата, ќе бидеме свесни на така наречената појава over the air update, што значи возилото ќе се апдейтира навечер додека е на паркинг без знаење на собственикот и нема да има воопшто потреба да се повикува назад во овластените сервиси. Следите празнично издание на Трин, гостин е Златко Муцунски, генерален директор на Порше Македонија. Господин Муцунски, помина времето кога компаниите со главите во песок чека бурата да помине. Ова е ваша констатација пред неколку години, искажана во едно интервју. Каков модел на менаџирање е потребен во услови кога ние речиси перманентно се соочуваме со политички и економски турбуленции? Би рекол инклузивен. Заради тоа што времето на една железна хиерархија и на таква структура одамна е поминато. Сега веќе вработените не се вработени, туку се човечки капитал, кој што е најбитниот капитал за една компанија, заради тоа што можете да вложите милиони евра, ако немате софтвер кој што ќе ја движи таа сила, нема да имате успех сигурно. И покрај тоа што има сериозни проблеми со флуктуација на работна сила, не само локално, туку и веќе глобално, Порше Македонија низ годините се профилираше во еден стабилен работодавач и ние, за разлика од многу други, се занимаваме со нашата работа. Ние се занимаваме со самите себе, се соочуваме со анализи каде можеме да се подобриме, каде можеме да бидеме уште подобри и барем за сега таа доверба од страна на клиентите не сме изневериле и истата се наградува со одлични резултати. Што значи дека вие не сте една од оние компании кои се жалат дека имаат проблеми со недостиг на работна сила? Не. Освен тоа што е природна флуктуација која што е многу мала во моментот, со флуктуација на вистина немаме проблеми. За жал, нашите принципали во Германија се соочуваат со еден таков предизвик и се обидуваат со увоз на работна сила, меѓу другото со увоз на работна сила од Западниот Балкан, да го надоместат тој дефицит. Меѓутоа, за сега како компанија не сме загрозени, заради тоа што навистина се грижиме за своите вработени. Дали се уште важи правилото успеваат само најдобрите или за да успееш денеска ти е потребна сериозна политичка и бизнис логистика? Во нашиот делокруг на работа политиката е комплетно забранета, значи ние сме една аполитична компанија која што наместо да се жали колку е лошо таму надвор, се занимава со проблемите внатре. Затоа што ако доволно се подобриме одвнатре, тоа клиентите ќе го препознаат. Колку и да е мал пазарот има потенцијал од 100% за секоја компанија. А колку повеќе ќе заграбите од тој колач, толку поуспешни ќе бидете на крајот. Видите дека политиката не ве интересира, грубо кажано, дека сте аполитични, меѓутоа одредени политики сепак и се уште влијат врз бизнис климата. Секако дека влијаат, меѓутоа во споредба со пазарот така се димензионираат и операциите. Значи на еден мал пазар како што е македонскиот, ние сме задолжени за околните пазари, Косово, Албанија. Пред се во Косово гледаме сериозно зголемување на бројките на возила, сериозно зголемување на бројките на продадени на електрични автомобили, што дефинитивно е некаков придонес во зачувувањето на околината. Нормално дека рамковните услови во државата влијаат, меѓутоа не се занимаваме со тоа што не можеме да го промениме. Тоа што можеме да го промениме е самите себе. 2024 година, на чекор сме довлез во новата година, изборна година. Како ќе се одрази врз бизнис? Па пред некој ден имав на еден универзитет една интересна дебата, а зошто изборната година да се одрази на било кој бизнис? Значи изборите се процес во едно општество кој што треба редовно да се случуваат и бизнисот воопшто не треба да биде засегнат од истите. Меѓутоа има некако непишано правило, има избори, секогаш бизнис заедницата е на стендбај во исчекување на
на добивање на појасна слика во која насока државата ќе се движи? На вистина не знам зошто, затоа што оваа држава и секоја држава има платени луѓе да се грижат за нејзината иднина. Нормално дека секој од нас како индивидуа треба да се вклучи во развојот на општеството со се што може и уме. Меѓутоа, изборите, барем за мене и за тие околу мене, никогаш нема да бидат некаков фактор од кој што ќе зависи дали ќе има утре или ќе нема. На крајот дел сте од Ротари клубот, не криете дека сте масон. Колку големата ложа, масонска ложа допринесува за подобро утре, за подобри луѓе да сме? И покрај многу шпекулации во јавноста дека се работи за некое тајно друштво, би сакал изрично да го демантирам. Масонеријата не е тајно друштво, туку е друштво што има своји тајни, древни ритуали и така натаму. Меѓутоа, токму таму, во таа дејност, секој има можност и прилика да биде подобар човек. И токму тоа е суштината и токму тоа е мојот мотив зашто сум во таа организација. Значи, напротив, таму е забрането да се разговара за политика и за религија, што сметам дека е прекрасно, и истото се обидувам да го пренесам кај мене во мојата фирма. И тоа движење глобално сигурно дека придонесува тие добри луѓе да направат еден позитивен исчекор за една убава, добра држава и за добар свет на крајот. Каква улога и влијание има генерално врз креирањето на политиките на државата? Би рекол апсолутно никакви. Има влијание исклучиво врз креирањето на индивидуите, кои што подоцна може да се вклучат доколку тоа го посакуваат, се разбира, во процесите за развој на државата. Господин Муцунски, ви беше задоволство. Ви честитам 2024, се надевам дека ќе продолжите со раст и во 2024 година на професионален план. Ви благодарам за поканата. Следете разговор со генералниот директор на Порше Македонија Златко Муцунски. Продолжуваме понатаму со останатите гости и содржини за ово издание. Прогнози и очекување највисок буџет со скротена, но висока инфлација. Дефицит од околу половина милиарда евра, колку ќе недостигаат во државната каса. Капитални инвестиции со задоцната реализација. Спротиставени гледишта дали државата може да го финансира хидросистемот Чебре. Повисоки плати и пензии. Недостигаат работници и фирми што чекаат демографска импозија. Економска пресаба. Огромни интервенции на државата и стимулација за социјален мир. Ова Северна Македонија, новиот светски економски финансиски поредок, предвидува во 2024 година почеток на нова рецесија. По налетот на огромните субвенции следува долг период на стагнација, пред закрепнувањата, пад на берзите, недвижностите, трговската размена. Хари Дент, американски инвестицијски експерт, прогнозира нова голема депресија во светот. Се ќе се снајде или веројатно се ќе биде појасно до мај 2024 година. Покрај веќе познатиот економски рубин, кој ја предвиде рецесијата пред речиси 15 години. Еве уште еден Ностраданус за економските вложувања и очекувања. Во издание на Трилин гостин ќе биде универзитетскиот професор Борче Треневски. Господе Треневски, како ја завршуваме годината и какви движења не очекуваат во текот на 2024, имајќи во предвид дека влегуваме во изборна година? Ви благодарам на поканата. Ова е особено интересно прашање, имајќи превид она што го поминавме и не беше така лесно. Ако се вратиме наназад, некои оние шокови со кои се соочивме, почнувајќи и од ковид кризата, од енергетските шокови, конфликтите кои се случуваат, изминатиот период го споредуваат дури со 70-тите, па и со големата депресија некаде од 30-тите години на минатиот век. Оваа криза имавме големи предизвици, мора да кажеме, почнувајќи од зголемување на цените на енергенсите, на храната, па тоа се префрли во нашата економија. Знаете дека изминатата година имавме зауздување и благо намалување на
мислам благо позначајно намалување на цените и на инфлацијата, иако останаа оние од храната и енергијата пренесените ефекти на другите производи. Монетарната политика во изминатиот период токму заради тоа мораше значајно да одговори, ги зголеми каматните стапки, имаше промени во задолжителната резерва, воведе макропрудентни мерки со цел да го заузда кредитниот раст кој беше прилично значаен и да го стимулира денарското штедење, се преземаа определени други мерки за заекнување на капиталот на банките и така натаму. Она што друго се случуваше во изминатиот период и ќе детерминира нашиот пат понатаму исто поврзан со фискалната политика, односно со она што се случуваше во фискалната сфера. Видовме дека иако имаме благо намалување последната година на јавниот долг, дефицитот и долгот во изминатиот период значајно се зголемија. Видовме дека имаше обид дури за некоја даночна реформа Министерството за финансии да прибере определени средства, па имаше замрзнување на цените на производите, имаше промени сега во ДДВ со цел да се зајакне фискалната сфера и така натаму, и ова дури последниот пакет ќе има значајни фискални ефекти кој е дискутабилен, оно што се донесе баш пред избори сега. Оно што дополнително се случуваше тоа е финансиската сфера, таа остана стабилна во изминатиот период, за понатаму ќе дискутираме. Значајна профитабилност имаат банкарскиот сектор, некаде околу 2,5 до 3% се нефункционалните кредити, кредитирањето забави последниот период, тоа имаше значајна улога во изминатите во последната година имаме преполовување, меѓутоа имаме зголемување на депозитната база, што е особено важно, банките се ликвидни, стабилни, тоа остана. Бизнис секторот остана ранлив, мораме да кажеме, тоа е ранлив поготово малите и микрокомпаниите се особено ранливи. Им се зголемија цените и трошоците како за работна сила, така им се зголемија другите трошоци. Имаше неизвестност поврзани со мерките на владата, така да бизнис секторот од повеќе страни беше сардесен, оние микрокомпании јако добија определена поддршка, тие се уште се ранливи на окружувањето и ќе видиме како ќе се движи понатаму. И пазарот на труд, да не забораваме дека имавме, ако се сеќавате, определени промени, имавме штрајкови за зголемување на платите, имаме минимална плата која разви оваа спирала, гледате се дискутира дали ќе се зголемат платите, нема да се зголемат во на платите. Невработеноста се намалува, меѓутоа па вработеноста номинално и не се така зголемува. Значи имаме голема миграција. Државен завод за ревизија ги објави бројките кои се поразителни за нас, дека под 1,5 милион жители на среден рок ќе се намали нашата земја. Тоа ќе има определени реперкусии, значи мора да се подготвиме за тој период. Непопрлив оптимист или непрецизен прогнозер за македонската економија, но и генерално за светските движења. Една анализа која ја прочитав вели дека американски финансски Нострадамус, Хари Дент, напишал дека следната рецесија ќе биде на нивото на големата криза во 30-тите години на минатиот век. Значи, одлична прогноза и има сериозни загрижености, за тоа често се повикува во политиките на внимателност, да не се брза со носењето на одлуки, да не сме преоптимистички во олабавување на политиките, па и во трошење на фискалниот простор кој ги имаме. Меѓутоа мора да кажеме дека глобалните движења, последните информации кои од денеска ги видовме, гледаме дека ескалираат конфликтите во конфликтот Хамас со Израел, еве Хезболах се вклучува, така да конфликтите се оние кои сменија трката. Тоа е едно геополитичко движење кое не можеме да го предвидиме, а влијае на сите други основи. Значи први ни се конфликтите кои можеме да ги спомнеме, Украина, Русија обстојува се уште конфликтот. Втората работа ни е поврзано со геополитичките промени кои ги наметнаа овие конфликти. Гледате дека имаме огромна поделба. Имаме илјадници трговски бариери кои се воспоставија меѓу земјите. Се направија повторно блокови трговски ограничувања кои може да ги зголемат и цените на енергијата, и цените на храната и да предизвикаат други дистрбанси или нарушување на трговските синџири. Ке видиме дека е тоа. Она што дополнително гледате на деглобализација процесот е многу специфична работа која може да влие пред се убаво спомнавте на мала отворена економија увозот зависна, значи ние се движиме на ветрометината на тие глобални движења и не можеме да ги избегнеме. Треба да спомнеме уште една работа, следната година 76 земји ќе имаат политички избори. Гледаме дека десницата, протекционализмот и национализмот има еден поширок замав. Тоа може да има определено влијание ако сметаме од она политичка сфера. Дали тоа значи дека можеби избрзавме со оптимистичките најави дека идната година ќе биде година на економско заздравување? Дополнително на тоа влегуваме во година во која ние на домашната сцена ќе имаме двојни избори, а и ова што и вие споменувате, речиси најголемиот дел од европските држави, па и во регионот ќе се одржуваат избори за Европски парламент. Така, видите, предвидувањата се дека следната, односно глобалниот раст би се движел некаде од 2,9 до 3%. Меѓутоа, ако го земеме економскиот раст на Европската унија како најголем трговски партнер, тоа е некаде 0,6 и 0,8% во следните
2 години. Тоа е исклучително ниско. Ако земеме предвид германската економија, таа оваа година ќе бележи блага рецесија, следната година многу малку над нулата. Тоа покажува дека нашите трговски партнери, кои е блиско поврзано, убаво рековте, со нашата извозна зависност, силно ќе ја погодат и нашата економија. Глобалните цени и инфлацијата има насока на смирување. Значи глобалните цени би бележеле определен пад пред се на храната и на енергијата, тоа ќе се преслика и кај нас, иако на среден рок пак има определена неизвестност, изголемува се, ви спомнавме како ќе се развиваат сите овие фактори. Да не забораваме една многу интересна, иако ние цело време зборуваме о лабовување на монетарната политика, каматните стапки ќе се намалат, да не забораваме дека јавниот долг и долговите на најголем број од земјите, како и нашата, се зголеми во изминатиот период. Ако имаме определено намалување на цените на производите, со тоа би се намалили потенцијалните приливи во буџетот и така натаму, може да се случи во иднина оној долг кој го земавме по повисока цена да треба во ситуација со намалени цени и со намалена економска активност да го враќаме. Значи тоа дополнително може да ја комплицира нашата домашна ситуација. И сега да се вратам на вашето прашање кога спомнавте за изборите. Изборите се варијабла која влијае и на секој дел од политиката. Ова ќе го кажам од причина што ние имавме една анализа направена пред 3-4 години за скоро 15 години што се случува со економијата, односно со економските варијабли пред избори. И свативме дека буџетскиот дефицит расте, се зголемуваат бројот на вработување, се намалуваат казните кои се испорачани на граѓаните. Значи точно онаа така наречена фискална манипулација пред изборна или тој политички циклус се поврзува со економскиот циклус пред избори. Го докажавме тоа емпириски и направивме уште една анализа која пак покажа дека помеѓу нашите партии, ако гледате долгорочните нивни размислувања како да се развива оваа земја, немаат големи разлики, меѓутоа дневно политичките се разликуваат. Во ваква изборна година во која се наоѓаме, верувајте, сега ќе почне да стагнираат капиталните инвестиции. Ние сме држава во која мора да имаме силни реформи. Реформа на администрација, владење на право, реформа на продуктивноста, гледате, исклучително ниска, ние сме една од земјите со намалување на продуктивноста измината декада која има. Од сите од регионот, според. Значи имаме болни реформи, треба да имаме силна политичка волја да се направи тоа. Ако имаме расепкана политичка сцена, или пак ако имаме не сум политички аналитичар составен од повеќе партии влада, како би се тие интереси би се компарирале со цел да имаме волја за да направиме определени промени. Професоре, инфлацијата 2023 околу 10%, а за враќање на старите 2 до 3% ќе се почека веројатно, иако евидентно е дека има пат на инфлацијата, но веројатно тоа е недоволен. Овој став на гувернерката Бежовска е веројатно гарниран пред се со предупредување дека намалувањето на каматните стапки може да се таргетираат дури и до втората половина на 2024 година. Видите, оваа година некаде ќе завршиме нешто над 9% просечната инфлација. Ако земеме, ако гледаме дека она што е споредено овој месец со месецот од претходната година некаде околу 3%, 3,1%, значи имаме значајно намалување. Почетокот на годината имавме позасилен ефект на инфлацијата, додека овој период гледаме како што се движиме кон крајот на годината споредено со претходната година која имаше висока стартна основа, имаме значајно намалување на цените на инфлацијата. Сите прогнози се дека цените на храната и на енергијата ќе забавуваат, односно се поволни, иако се предупредува на неизвестноста која е поврзана со конфликтите и геополитичките движења, не можеме да го избегнеме и затоа е предпазлива Народната банка, меѓутоа за следната година веќе некаде 3% до 3,5% се најавите дека инфлацијата значајно ќе се намали за веќе годината последна 2025 да се симнеме на нивото кој бевме пред кризата, ако останат макроекономските движења во ситуацијата во која имаме. Се разбира, Централната банка внимава во таа насока, мора да имаме предвид, затоа што најголем дел од она што и од теоријата, меѓутоа истражувањата покажуваат дека ако премногу драстично одите исто за заострување на монетарната политика, можете да ја отапите економската активност во ситуација во која гледате дека голем дел од предпријатијата и економските субјекти се соочуваат со криза. Од таа страна, Централната банка се труди да ја зачува монетарната стабилност, тоа е прво што мора да го направи, гледа да ја зачува и фискална, односно финансиската стабилност. Имате банкарски сектор кој исто така не смеете нагли промени да правите затоа што тој има клиенти, се разбира иако е стабилен и така натаму, не смеете да правите поголеми турбуленции и да внимавате на економската стабилност, односно на економскиот сектор. За идната политика како би се движела, јас мислам дека сме на добар пат инфлацијата да се заузда и да се намали, имајќи предвид дека гледаме дека инфлационите очекувања кои ги имавме од нашите субјекти во економијата кои беа значајни изминатиот период и тие почнаа да се зауздуваат. Проценките за очекувањата кои ги прави Централната банка што очекуваат нашите економски субјекти за следниот период покажуваат дека и тие очекуваат, што е многу значајно, дека инфлацијата и цените полека ќе се намалуваат, што покажува дека и економијата, односно и бизнис секторот, и академијата и другите засегнати страни размислуваат дека инфлацијата ќе биде пониска. Каква ќе биде точно,
ќе зависи од неколку. Прво ќе зависи, мораме да земеме неколку варијабли предвид каква ќе биде одговорот на централната власт, зборувам не само со каматната ставка, и со задолжителната резерва, и со другите мерки макропрудентни кои ги пренесува, мора да се следи пред се политиката која води Европската централна банка. Знаете дека имаме девизен курс кој е прилично поврзан со еврото. Од друга страна мораме да видиме како ќе се одвива ситуацијата во финансискиот сектор, мораме да видиме инфлацијата на кој ниво ќе биде, како ќе се движи девизниот пазар и така натаму. Значи на повеќе фронтови ние мораме да следиме внимателно за да видиме каков треба да биде одговорот на монетарната политика, иако во таа насока има позитивен тренд на намалување, може да кажеме, на инфлацијата во следниот период. Буџетскиот дефицит е програмиран на околу половина милиарда евра, но стасува за наплата по заемниците од над 1,2 милиарди евра. Во периодот 2018-2022 година државата позајмила околу 5 милиарди евра, 4,8 милиарди, од што половина се потрошени во само 2 години. Така, видите, еден од предизвиците со кои ќе се очиме е точно она што го спомнавте сега. Значи, зголемениот јавен долг, дефицитите и јавниот долг во следниот период ќе мора фискалната власт и владата да најде начин како би се справила со сето тоа. Ово го кажем од причина што се она што го имаме направено и до сега анализирано покажува дека над 55% јавен долг на нашата земја веќе е премногу и многу тешко ќе се вратиме под 55% ако го надминеме. Ние сме некаде веќе 59, околу 60%. Малку се намали заради ефектот на цените, инфлацијата која се случи, имаме благо намалување на долгот, меѓутоа мора да во следниот период, иако фискалната стратегија не е ова консолидација, ќе видиме како ќе се одвива, зависи од економската ситуација. Затоа што како ќе го држиме буџетското правило да немаме долг над 60% или да го сидне под 60%? Видите, фискалната политика се е меѓу чеканото и наковалната. Тие на една страна ќе мора да проложат можеби со определени мерки поддршка на економијата, од друга страна ќе мора да најдат начин како да ги соберат своите фискални средства. Тука мора да спомнеме дека неформалната економија, последните анализи кои ги правевме за националната стратегија покажуваат дека неформалната економија е најголемиот резервоар кој може бргу да помогне и да се наполни буџетот и да се врати економијата и економската раст да се зголеми, да се врати економијата на правилната патека на движење. Значи, како и од друга страна, она што не смееме да го забораваме, задолжувањето уште едно предизвика ситуација гора, тоа е ефектот на истиснување. И тој го потврдивме емпириски во дел од истражувањата дека кај нас секое зголемување на јавните инвестиции, јавниот долг предизвикува истиснување на приватниот сектор. Значи не го вклучува. Тоа покажува за 2 декади е направено истражувањето дека изминатите 2 декади најголем дел од јавните инвестиции кои сме ги направиле не придонеле и приватниот сектор да се вклучи во играта и тој да инвестира. Што покажува дека голем дел биле не изберени на различен начин. Значи не е само големината, работата и како е употребен тој јавен долг, тоа е уште поголемата болка. И затоа во периодот кој доаѓа, ви рековме, и неформалната економија мора силно да се целата фискална сила да се насочи кон тоа, меѓутоа да се насочи и кон фискалната дисциплина, да се соберат приходите кои се утврдени, можеби треба да се воведат некои нови оданочувања, даноци и така натаму, меѓутоа оваа дискусија треба отворено да се отвори од политичките елити. Не ми се чинат одредени нелогични движења, сите се жалат од кризата, но например банките се товарени со танкери од профити над 250 до 300 милиони евра. Разликата е во каматите, во корист на банкарската олигархија. Високи камати, провизии се земаат. Видете, точно е дека профитите на банките изминатиот период порасна. Голем дел од профитите, ако ги погледнете, најзначаен доминантен дел е поврзан со каматната политика, односно повисоките камати предизвикуваат и повисоки приноси кај банките, и тоа не е нешто што скокнува само во нашата земја. Ако погледате и регионот и пошироко во Европа, најголем дел од банкарскиот сектор во овој период има позначајна, како да кажеме, позначени приходи, профити и така натаму. Зошто банките се како заштитени мечки? Например, не беа опфатени со солидарниот данок. Не, тие не беа опфатени, не беа исклучени, меѓутоа не влегоа во онаа дефиниција, односно во оние правила кои беа поставени за да се може да се оданочат банките на овој начин. Иако ако ги разговарате со банките, ако го сватите тоа, тие се невидна, како кажува, за да имате силна економија и да имате силен инвестиционен циклус и поддршка на економијата, вие мора да имате силни банки. Тоа што бизнисите на крај краишта се обраќаат кај банките. Ако банкарскиот сектор е нестабилен и тој е нарушен, тогаш се нарушува целата економија. Она што се случи во големата финанска криза. Тогаш почнува на долниот тренд. Се разбира, тука може да се дискутира за профитите, на кој начин регулација, мислам дека Централната банка детално го следи тоа,
како се одвива, сега се воведе и со законот за платежни услуги, конкуренцијата се зголеми, претпоставувам, се информирани, јавноста е информирана дека ќе се зголеми конкуренцијата, ќе влезат нови оператори, тоа ќе предизвика паѓање на провизиите и надоместоците кои ги наплаќаат банките, и тука се согласувам, ќе може да нудат и други платежни услуги, да се дружат од други субјекти да се нудат, се воведе онаа сметката кај што е фиксна провизијата, се воведе, гледам на Централната банка на веб страната има еден дел кај што може граѓаните да испоредуваат трошоците кои ги наплатуваат секоја банка по определени стандардизирани производи и така натаму. Селото е тоа да се зголеми конкуренцијата, транспарентноста и да може да има поголем притисок за да се намалат цените и да имаме поефикасни услуги за граѓаните од банките. Следите тренинг, празнично издание, гостин е професорот, универзитетскиот професор Борче Треневски. Се најавува зголемување на плати, пензии, колку државната каса може да го издржи овој товар. Од друга страна, лекарите бараат зголемување на платите, судските службеници бараат зголемување на платите. Ова лавина пристигна по она зголемување драстично на платите на функционерите. Она што треба да се отвори дискусијата многу јасно во овој период е дека зголемувањето на платите е потребно, дека тие се ниски и дека се неопходни да се одржи животниот стандард. Меѓутоа, сме една од ретките земји, повторно да спомнеме во регионот кој имаме намалување на продуктивноста во изминатата декада на нашата работа. Што значи тоа? Ако ви имате определен производ, го произведувате со определена продуктивност. Пример, еден работник произведува 10 производи. Вие ако му зголемите платата и тој пак произведува 10 производи, вие го зголемувате трошокот на компанијата. Таа компанија треба да вкалкулира тој трошок да зголеми цената. Тоа влијае на инфлацијата и на оној потенцијален кој треба да купи производ. Ако тоа зголеми продуктивноста и му зголемите вие платата, ефектот врз трошокот на компанијата скоро и да не постои, дури може да се намали. Така да ќе добиете и повисока плата, ќе добиете и поевтин производ и сите ќе бидеме среќни. Меѓутоа во оваа ситуација гледаме дека мерките, се она што се прави во контекст на зголемување на продуктивноста не е доволно. Тоа треба да почне уште од образованието. Правевме една анализа на споредба, така да предвидливо окружување и политики кои треба да ја зголемат продуктивноста, платите се разбира треба да се зголемат. И пензиите. Пензиите се еден од верувајте од факторите кои најмногу влијаат на сиромаштијата во земјата. Ние имаме огромен број овие неактивно население се изјасниле, над скоро 300.000 луѓе се изјасниле дека живеат од платите на пензионерите и од платите на членовите на своето семејство. Значи ние имаме. Професор, не го оспорувате фактот дека е потребно зголемување на платите, проблемот го лоцирате во непродуктивноста кај вработените. Но имаме и друг феномен. Не можеме да обезбедиме денеска работници. Видете, ова е точно, не може да се обезбеди работници, меѓутоа ова треба да го разгледаме од повеќе аспекти. Првин, имаме околу 10 до 12.000 работни места кои се бараат, она што може да го видиме. Од друга страна, бројот на невработени е некаде околу 100.000. Значи, отприлика 10 луѓе за едно работно место. Не е проблемот дека не постојат. Имаме и маса на неактивно население кои не активираат. Имаме над 80.000 вработени кои работат во неформалниот сектор. Тоа се проценките на Државниот завод за статистика. Сега видите, од другата страна имаме недостаток на вработени. Не е проблемот во луѓето кои постојат тука. Пред да почнеме да размислуваме зубо со страна. Проблемот е во некомпатибилноста на вештините кои поседуваат оние кои се на едната страна и оние кои се на друга. Професоре, два големи проекти оваа година, на крајот од оваа 2023 беа најавени. Едниот е изградбата на коридорот 8 и 10D со договорот со Бехтел и Енка. До овој момент нема ништо, ниту во најмала рака нема се уште ниту експроприација на земјиштето. Се најавува Чебрен, дека грците ќе влезат во Чебрен, иако и тоа е се уште неизвестно. Вие споменавте дека 2024 тешко може да се очекува дека некакви сериозни капитални инвестиции може да имаме, имајќи во предвид дека ќе биде изборна година. Ваквите големи проекти вие за кои спомнувате, јас прво и за Чебрен, и она што се случува за Бехтел Енка, сите физибилити студии, сите дискусии, сите пресметки треба да бидат достапни до јавноста и до експертската и до пошироката јавност. Да видиме колка е проценката, да се види каде е грешката. Затоа и одговорноста не може да се бара затоа што сега се сведуваме на изјави од политичари, на изјави од институции и така натаму. Треба се да биде транспарентно од постапката како е спроведена, да ги видиме пресметките, дали имало подобра опција, да се види каде е грешката поврзана со нив. Нашиот капацитет за спроведување на капитални инвестиции е многу ограничен, верувајте. Во минатото имавме една документа која се сеќавате се нарекуваше програма за капитални инвестиции. И таа таргетираше на среден рок кои капитални инвестиции во нашата држава ќе се спроведат. Сега немаме такво нешто, не постои. Не постои ни на локално ниво, не постои ни на национално ниво. Да видиме кои се тие 10 проекти во кои следните 10-15 години ние треба да се фокусираме.
Таква програма, кои се трошоците, од кај обезбедиме средства. Сега гледате дека се појавуваат нови проекти, стихино се оди во определена размена, па има шпекулации од различни политички елити, не е добро и така натаму, значи народ се наоѓа во една конфузија. Колку е потребна оваа? Што ќе обезбеди? Еве гледајте, еден пат се направи до Свети Николе, да се направеше пред 25 години или 30. Верувајте, дел од тоа население кој се пресели во главниот град немаше да се пресели, затоа што за 18 минути од излезот до Скопје се вози сега моментално до Свети Николе. Сакам да кажам, неопходна е инфраструктурата, меѓутоа мора да се процени дали треба да биде тука патот, дали треба да има 2 или 4 ленти. Имаме ситуации каде што имаме огромна површина, односно вложувања кои не се потребни. Имаме некаде кај што се неопходни, а тие ги нема. Така да во оваа ситуација се разбира транспарентноста, отчетноста. Ако не можеме, во право сте, не покажавме дека имаме капацитет да имплементираме капитални инвестиции, а тоа ни е иднината. Значи, детално направени планови, со конкретни монитори, како да го наречеме, со конкретни перформанси. Ние мора да ни кажат сега овој Бехтел Енка, автопатот и она што се гради Кичево Охрид, видовме колку пати се коригираше. Кој е бенефитот економски? Во проценти, колку патници ќе поминат, кој ќе биде ефектот за економијата и така натаму, за ние да се убедиме дека треба да го дадеме и да ја направиме таа инвестиција. Така да целиот систем на капитални инвестиции е потребно да се направи еден ремонт, ако сметате. А за големите капитални проекти се разбира мора да има и консензус. Затоа и сега се работи на една 20 годишна стратегија во која дел од овие прашања се отвараат, точно е да има меѓу политичките елити, верувајте, некој консензус. Само да се потсетиме што се случуваше со клиничкиот центар. Па се смени локацијата 3 пати, па кој ќе го гради клиничкиот центар. Значи ние не можеме да дојдеме до ситуацијата како се отпочне, а здравието и јавното здравство се намалува и пропаѓа со тек на време. Ако нема консензус за вакви работи меѓу политичките елити, тогаш веќе безпотребна е дискусијата. Ние можеме да ги упатуваме, да ги дискутираме со нив. Јас често пати отворено дискутираме со политичките елити. Па тие ќе го потребат зборот, има политички ризик, ова не може да се имплементира. Така да Професоре, на крајот, колку ерозијата на криминалот и корупцијата влие врз економскиот раст и развој на државата? Верувајте, влијае на секоја пора од растот и развојот и социјалниот и економскиот. Имаше една анкета направена пред 2-3 години во која зборува зошто младите се иселуваат од државата, миграцијата. И сите ќе помислат, и сега имаше дискусија дека тоа е економски фактор и така натаму. Еден од зборовите кои ми остана во сеќавање е политичка дискриминација. Значи политичката дискриминација е поврзана со корупција и така натаму. Значи системот и корупцијата, она што сега станува главна тема на дискусија, верувајте, е пресудно за се. Пресудно е за приливот на странски инвестиции. Корупцијата е пресудна. Имаме еден модел на кој работевме во Националната стратегија за развој кој покажува каде ќе се движи нашата економија во следните 20 години. И ги имаме што ако ништо не смениме и што треба да промениме за ние да постигнеме поголем раст. Ако ништо не промениме, ако тераме бизнес as usual, како што си тераме до сега, ние не можеме да очекуваме поголеми стапки на раст од 2 до 2,5%. Значи нема 4-5% раст. Толку е потенцијалот, освен некоја инвестиција инцидент. Прво што треба да го направиме економските реформи за да направат првите 5 години раст, тоа е неформалната економија, економските, меѓутоа за одржлив раст е невозможно без она што го спомнавте вие. Антикорупцијата и владењето на правото. Тоа е одржува и зголемува двојно стапката на раст во нашата економија, двојно. Значи таа е поврзана, за тоа ви реков, и со институциите, и со приватниот капитал, и со образованието кој го имаме, и со истражувањето и развојот, и со нашата меѓународна позиција со меѓународните и донатори, и меѓународните партнери наши и така натаму. Така да криминалот и корупцијата, верувајте, тоа мора да се третира на нема пардон веќе за дискусија во таа насока. Не само декларативно политичките елити ова да го кажат сега пред избори, обично така кажуваат. Ќе намалиме неформалната и ќе се справиме со корупцијата и така ќе дојдат многу приливи и ние тоа ќе го вложиме. Меѓутоа, ако ќе прашаме два пати како, треба да одговориме точно како ќе се справиме со корупцијата. Ви благодарам за гостувањето и посакувам успешна 2024 година. Благодарам и јас, им честитаме на граѓаните новогодишните празници, па се гледаме во новата. Да ви кажам среќно без горчина, да го пронајдеме личниот и колективен поттик за живот. Да мислиме брзо, но да реагираме смирено. Да создаваме за себе, за семејството, за децата, за соседа, но и за државата. Завршува и оваа сезона на Трилинг, како демократска платформа за различноста. Ние сме мала, но борбена ТВ екипа. Задоволни сме ако и вие сте среќни, ако успеваме да ви го задржиме вниманието со темите и изборот на соговорници. Ви посакуваме среќна и успешна 2024. Се гледаме во очи на Бадник и Бошик. Довидување до тогаш.